Здраво на сите и добре дојдовте во 43-тиот дел на зачудувачки факти. Човек по име Джен Кси го поминува секој викенд од својот живот на мостот Нанџинг Јангце, кој е мост број 1 во светот познат по самоубиства. Тој го прави тоа за да ги спаси луѓето кои сакаат да се самоубијат и до сега има спасено повеќе од 300 луѓе. Вашите веги се обновуваат на секој 64 дена. Јокохама, Јапонија имаат годишен фестивал целосно посветен на Пикачу. Тоа е еднонеделен фестивал каде многу луѓе танцуваат во Пикачу костими и целосно го преземаат градот. Фрлање мобилни телефони е официјален спорт во Финска. Hatebreed е black metal бенд чиј пеач е папагал. Во Шведска е нелегално да го крстите вашето дете Металика, Супермен, Веранда, Икеа и Елвис. Јапонија има мрежа на патишта кои пуштаат музика додека возите на нив со правилна брзина. Кога некој ќе му кажал колку години има, математичарот Пол Ердос можел да пресмета колку секунди човекот живеел кога имал само 4 години. Африкем е вебсайт на кој можете во живо 24/7 да гледате заштитени подрачја во Јужна Африка. Можете да гледате слонови, жирафи, зебри, хиени и сите други видови на диви животни кои живеат таму. Во Јапонија можете да ангажирате убав човек да се појави во вашата канцеларија за да гледа тажни видеа со вас додека не заплачете и потоа да ви ги избрише солзите. Верувајте ми, ова е најмалце чудната работа во Јапонија. И тоа беше се за 43-тиот дел на зачудувачки факти. Доколку го сакате уште, лајкнете го ова видео и не заборавајте да се супскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.